град, друг град, нема да имаме пак многу добар интернет и струја, но нема везе, ќе биде сигурно убава. Има телевизија, слушаме музика во Куба. Музика од 50 или 60 години. Музиката во Куба е многу важна работа, мислам дека секаде на мотори, на тие тук-тук, не знам како се викаат тука, секаде слушаат музика гласно, многу убава атмосфера даваат на градот. Марки ужива, гледа Paw Patrol, нема гајле, 6 сати возење имаме. Си направи лом со чоколата? Да. Денеска е баш топло. Идавме негде на средина на пат, 2 сати веќе возиме и сега сме на будка, на онде. Друго ништо нема околу, по некоја кола ќе помине. Да каснеме нешто, да видиме само какви цени има. Еве ги цениме, не се страшни по тоа што го видовме пред некој ден. Јо екипа, сега сме на пола пат до Тринидад. Ова е градче кој се вика Чиуфенге. Овдека пишува. И ќе ви покажам една прекрасна колонијална архитектура од времето на шпанците кои биле овдека. Местото е многу чисто за разлика од Хавана и се разбира, моментално сме на плоштадот на Хозе Марти, како што гледате се е средено. Овдека нема толку црно на градбите, бидејќи нема толку влага. Тоа не се јаде, брат. Не се јаде, не се јаде. Целата гарада беше подарок од еден шпанец до друг за свадба. Не е лоша работа. Имаме и коктели. Ананас со рум нормално, Хавана рум. Само што влагаме во Тринидад. Сега е 4 сат, тргнавме кај 8:30, значи околу 7:30. Негде со застанување рачунете дека јадевме или друг град. Сега да знаете дека Тринидад е УНЕСКО град. Очекуваме дека ќе има и туристи, дека ќе има и интересни места за посетување. Сега и тука за нема добар интернет, но тоа ќе останува да видиме. Сега гледам колку е тешко да си туристички водиш, да организираш толку многу луѓе, поготово овакви места. И сега знам зашто не организиравме и не продолживме со турата на Бали. Имавме луѓе што се најавија да дојдат со нас, но по меловите, по пораките сватив дека јас уствари не сум правиот човек за да го организира сето тоа. Мислам, се беше организирано, но да се справи со многу луѓе. Затоа ќе си идеме вака со Джангл, организирано се, луѓето знаат што прават и ќе ни биде окей. А само да ви покажам дека ова место е како сакате да дадете му вие име, ја не коментирам, вие ќе го крстите, но ова е УНЕСКО, само да знаете. Ќе видите зошто. Не оценувајте пред време. Само што се сместиме во Тринидад, ние сме во една кукичка, Карши, останатиот дел од групата, заедно со една екипа млади дечки од Белград, и да ви покажам. Ова е милина. Ова ни е како нашата тераса, ајде да влеземе тука, од таму се влага под ова. Ние место за седење, за кулирање, да може да сготвиш нешто и така натака. Влагаме у сопче, соба, голем кревет, сингл кревет, клима, вентилатор, чисто сол за луѓе, значи сол за чисто. Дури, што е многу битно, кога ќе видиш под кревет да е чисто. Во Унгарија ние кажеме можеш да јадеш од под, не знам дали во Македонија вака кажете вака. Кажуваме слично, што има без. Најдо вакви сега заполнења амерички. Имаме фрижидер, водички, пиво има у него и сокчиња. Еве го вецето, свети, сија. Ние зашто миевме раце, направиме малце белја. Чиста шолја, туш, солза. Нема едно влакно нема. Значи нема едно влакно. Имаме сев, кебиња, место за куфери. Тука место за куфери. Вчера отворивме, имаме ајварче. Само нема леп. Сега ви покажам горе. Сакам да ти покажам нешто. Ајде. Ова е окото. Око? Око, да. И што е тоа, бе? Тоа ќе носиме у Скопје. Ајде да видиме горе што има. Ќе беше јакој базен да имаш. Еве ни го за одмарање, ништо посебно. Поглед кон планините, други крови, мачки како спијат, кучиња. Ево оваа куќа на пример ушевина. Може ќе ја земат, ќе ја направат. Полно палми и позади скромно, убаво, чисто,
Луѓе, значи кога идете Куба, Југоисточна Азија, Јужна Америка, не зборам сега за Рио и за Буенос Ајрес. Очекувајте милина и чистота во мали работи. Нема да очекувате луксузи, не знам што. Така да, добро дојдовте во Тринидад. Сега имаме кафенце гратис. Еве го долниот дел што ви го кажував. Еве кујниче, еве уште едно кујниче. Значи буквално имаме живот како што снимале стално сега во моментот во Камбоџа или во Лаос, каде што смотреле, каде што животот се случува на улица и има многу добрина и интересни работи. За фотографии, како што гледате, имате на улици многу работи што се случуваат, што е многу добро. А тоа значи дека најдобро место за фотографии, сега првиот ден си правиш муавет со сите, се упознаваш, бла бла бла, кој си, што си, се дружиш, те гледаат со камера. Од утре, за утре се опуштаат и можеш да фотографираш, зашто во сите страни сега можам да гледам фотографии. Види колку куве куќава со топки. Еве како носат вода, гледате, со трактори и цистерни, така се носи вода. Види, ако е се совршено во Куба, како ќе изгледа ова место. Чисти бој, убавина. Гледате зајди сонце. Убавина. Еве од кај ќе пазариме. Мањана, Рио. Зашто Рио? Мањана, односно утре, ќе пазариме од тука. Еве ресторани, еве повторно вода, еве јадење, нормални цени. Што ќе пиеме? Мохито, дајкири, што ќе пиеш? This one we can try kancha kara. I'm not trying. И мохито јас ќе пробам. Ти Марк што ќе пиеш? Ќе пием тоа што го пием на базаните. Мохито за деца? Еј, знаете како сакам челзи, така? Гледайте онде што има. Врти сучи, пак дајкири нарачавме. Не, сакам канчан, не знам како се кажа, ама ми пише некој дека обавезно да пробаме тоа. Лимон, мед и рум. Овдека, например, 500 или 400 е дајкири, а на други места или во Хавана беше од 800 па нагоре, така да се некоја е подобро. Јас сум next. Петка. Знаете ли како е да? Шо пиеш бе? Мохито? Кажи, дека нема некој теки што... Virgin mojito, немојте да мислите нешто. Muchas gracias. Треба да биде повеќе со мрасото згора. Но нема струја луѓето. Само да ви кажам, надвор се стемни и уште чекаме вењето. Коктели испивме, многу се чека за храна, само да бидете за тоа спремни. Дека кога дојдете нарачате одма, бидејќи се чека. Muchas gracias. Ајде, на здравје екипа да кркате. Ова се вика канчанчара. Не знам што е. Рум, мед и лимон, че нема шекер, а интересно чашиче има. Многу интересно се служи. Како е храната? Да? За тебе, Марк? Топ. Бананата јадеш пржена? Завршивме вечерта, сега си одиме дома, жива темница, нема струја. Нешто се гледа, ништо не се гледа. Тугу, темница шетаме дома. Многу жално, значи буквално нема никаде струја, таков начин на живот им е ова последнава година. Градовите како Вињалес, Тринидад и останатите помали градчиња имаат по 2 сати струја во денот. Многу малце работи чуваат во фрижидерот бидејќи се нели нормално се расипува. Сепак луѓето се многу устегни, многу добри. А еве сме ние имаме тamo на тераса да гледаме звезди. Еве ги терористите. Не знам Марк што прави. I spy звезди само тука. Но да, таков е животот во Куба. Ајде, дечки, добра ноќ. Добро утро на сите. Добро утро, пиеме свежо сокче од манго или папаја, што е? Папаја. Добре. Не баш. Ќе ви покажам нешто како македонци, па најверојатно како балканци идат во патување во далечни земји. Ајвар. Конечно сега имаме тазер лепче тука во Тринидад и јајциња. Ја најмногу сакам јајциња, вакви. А во авион што ти се прави со други јајциња? Со твоите јајци. Што прават на авион? Јабета. После македонски доручек, сега сме со Кени, она ни е денеска водич и ќе ни го покаже Тринидад. Марки и Едит останаат дома бидејќи премногу жешко и не може да го Марк да го ишете ова целото, се е со калдерма како што гледате. Гледате ги сликиве тука луѓе. Искрено ви кажам, низ цел Тринидад, а и Хавана има прекрасна уметност. Гледа го таксио. Сега имаме 2 сати да истражуваме низ градот, да фотографираме, да снимаме и од тука одиме на плажа каде што нормално шепот, Айрон, Марк и мама ќе доаѓаат заедно со нас да се бањаме.
со другари од Србија нешто да пазарат. Имаш рум за 2000 лева, ку знаеш што рум е тоа. Доаѓаме у најцентралниот дел на Тринидад. Луѓе, гледате ги овие бои. И кога гледате вака местото, замислете го во полн сјај какво било. Значи, Куба е една од ретките држави каде што имате достигнат врв и да видите како само полека се деградира, како паја се надолу. Верувам дека многу лесно може да се врати овој сјај, но многу работи треба да се променат за да се случи тоа. Ова е традиционална и класична кубанска кошула. По овие шари се гледаат, овдека доле ви пишува како се вика. Ова е премногу ефтино, мислам, и ова не е нешто автентично, но може да се најде нешто многу добро. Имам препорака за еден локален што ги изработува рачно во Хавана, но тоа сепак треба да се чека неколку дена, бидејќи има процес и зависи од материјалот кој ќе го одберете. Ова е Плаза Мајор или Мехор, не знам тоа како се изговара точно. Шпанскиот многу слабо ми оди. Овдека имате туристи од целиот свет. Таа е главната кула, таму се гледа. Ова тука е се делумно средено, стварно е многу убаво. За овие вазни или што да си има посебна техника како се спремаат. Чекај да ти покажам, тука имаат и кучиња кои забранувале, односно го чувале плоштадот од сиромашни луѓе, од робови. Значи они не сме да влезат тука. Гледате ги овие бој луѓе. Значи ова буквално не е само во Куба, него цела Јужна Америка. Сите ги имаат овие бои. Но зашто Јужна, бидејќи вакво нешто може да се најде и во Аргентина, и во Бразил. Тоа е тој стил, со мали разлики само. Јужна Америка е преубава за патување и искрено можам да препорачам. Не сум патувал многу, сум бил само во 3 држави, Бразил, Аргентина и сега Куба, но би се враќал нон-стоп. Овој пазар овдека ми изгледа најтуристички пазар. Сигурно дека не е нешто за локалци, него е спремно за нас и очекуваме спремни цени за нас. Мислам, имаат многу добри ствари, многу ретко да најдеш некој сувенир што е направен во Кина. Е многу добро бидејќи купуваш нешто локално и ја поддржуваш локалната економија. Значи, овие што ги гледате тука, гилотините за чување пура тие се по, тоа е околу 5 евра, 5 до 10 евра. А што е најако, мајци ќе најдете само со кубанско знаме и со Че Гевара. Фидел нема да го најдеш. Сега во Кенија ми кажа зошто уствари Фидел Кастро не може да се најде на мајца. Што Фидел Кастро не кеше да биде како икона, не кеше да биде направен бесмртен. Сакаше да биде човекот што го респектираа тука и не кеше да биде како тренд. За тоа го има искористено Че Гевара. Че Гевара е тој што ја представува константната револуција. Младите да се борат за тоа што го сакат и мислат дека е добро. Сепак остава идеологија на страна, че вие одлучите дали тоа е добро. Че Фидел сакал да биде тој што е само респектиран без да биде како направен вечен на фреска или на статуа. Немате ни статуа од него, ниту мајца. Значи буквално кога ќе видите статуа или мајца, тоа он не го сакал и не е некоја почит. Исто да важи за Камило, третиот од мускетарите, што би го кажал јас. Од него се наоѓа нешто, но он не е толку славен, иако е многу битен и многу пореспектиран е он, него ли Че Гевара тука во Куба. Бидејќи нема вода, дожиш да пиеш пиво, нарачувам ја 350. После 13 секунди немаше, опрашува другиот колку 300. Ако опрашувам сега 250 на кој сум, ако некој ми каже 400. А не знаев, сега ќе ви покажам овдека, ова е некоја афричка религиозна традиција. Нас робовите што доаѓаат тука. Гледате. Качи горе да се слика. Тоа сакаат луѓе, не искаш да пократ долу, вака да имаат уживанција малце. Има патики као моите. Колко пива треба за да играш овако? 3. Значи со 3 пива можеш да играш вака. Еј, што е јако во Куба, наоѓаш музика на секаде. Буквално идеш на секој плоштад, на секоја улица каде што наоѓаш музика. Веги овие. Повторно во автобус, цела екипа, собравме еден марк и сега одиме на кај плажа. Првен ќе застанеме на место каде што можеш да купиш керамички чашки.
Татот за жал нема прсти, кога беше малецок, беше падна од некаде и фамилијата сега што ги прават керамиката, они ги зема и го чуваат сега папагало. Колата е од 1914 година. Вау. Повторно сме во автобусот, сега идеме на плажа. Кој ќе плива? Јас! Машки или женски кога пливаш? Машки! Ке јадеме риба. А она унгарка. Има ли? Само што стигнавме на плажата близу Тринидад, воземе некој си, што ја знам, 20 на минути, го имаме Посейдон, голем ресторан. Овдека ни кажа дека една лежалка е исто 300 песоси, значи евро е за лежалка. За нас двајцата 2 евра, храната не чека, имаме нарачано веќе риба и пилешко. Убаво е. Што ќе правиме прво? Ќе јадеме? Да. Да си земе лежалки. О, еве го ручекот. А, Марк? Ти, Марк не јаде риба. Не јаде. Јадам, Имаме на порција. јадам. А тоа што е? Ују. Пилешка. Го проба? Да, убава. Рибава, не знам што риба, ама ми изгледа многу вкусно. Само што отидоа да се пањаат две двајца, живаат. Песоков е солза, морево е солза, друго што е солза. Е, ова е солза. Ова е тајкири. Салут, ми фамилија. Коктеливе да знаете, тука се во 500 евро и пол. Евро и пол. Колку плати ти за коктел во? Над 300. 350. Замисли, каде што сме се на плажава има топ интернет. Еди дури зборен телефон со мајка ми. Ја можам да си работам дури. Шеда што не го земам лаптопот, тука ќе седам на слободен ден кога ќе бидеме. Каде ли е Марк? Што има? Што ќе правиме со ова? Ке го дадеме на баба и ке го насадиме. Аха, сега доаѓа тешкиот дел. Како да му кажам дека тоа уствари не може да го донесеме со нас. А онде не знам колку може да видите, има цел катамаран. Е сега, според се дека што кажуваат, тоа не сме да го имаат приватњаци. Кој го има и кој го рента? Мислиме малце. Време е да го напуштиме место, рајско место, гледате го. Убавени. Тој хотел порано бил многу популарен, дали ви кажа, полн со политичари, музичари, глумци и така натака. А, овдека Колумбија скроз таму ужун. Кајмански острови, Јамајка, таму е Никарагуа. Сега идеме домче, маваме туш и да фатиме зајди сонце повторно во градот Тринидад. Моментално немаме струја тука во Тринидад, ако нема струја нема ни вода. И, пази, нема вода и вика, ја така се избањав вчера. А викам, Джонче, покажи ми како се избањав вчера ти вака, без да тече вода. Течеше малце, 5 капки вчера. Еве колку има? Ке пушти една. Добро, не се фурете, имаме за пање, не се. Ке се пушти и после ги имаме за пање. И сега женскава чиста, мириса на лаванда или не знам што. Франкфурт исто, чист, види го. Идеме сега да јадеме и да фотографираме уште малце. Србија зема фудбал да играат. Фотограф мал, спремен си? Што ќе сликаш? Тоа ќе ми дойде мозок да сликам тоа. Марк фотографира веќе едно 40 минути сме на патот, не сме мрднале. Ама важно, он тоа се што ја не можам да сликам, он го фотка, многу полесно вака. Иста вечер во ист ресторан, иста игра, Уно, и знаете што е најако? Околу нас се истите луѓе. Една маса е само различна, но другите две маси, сега не ги снимам, се истите. Значи, ова ви кажа дека има добра храна и стомакот поминал топчера. А и ова место е стварно ефтино, така да го препорачуваме. Со знамиња е цело, ке нема да го упнеш. И пишува Тапшано Фемили Македонија. Добро утро. Се спремаме сега да одиме на тура во природа со руски воени камиони. Ако биде нешто невидено за нас до сега. Така да, се спремаме и тргнуваме. Еве го бачко изол се, дури пие гуава сок, го завршува мајбарот. Спремни сме? Еве него бусот, стигнавме и ние, валја не сме најпоследни. Ола, мучача. Си, morning.
Еве ви го превозот во Куба. Војнички камион од време на СССР. Био хардкор. Еве го другиот, ова е понов само. Тој може да е амерички, не знам. Види го Зеров. Машина. Еј, овој е камионот. Има жолта боја, има зелена боја како што гледате, има црвена како што гледате исто, сива има, гоја гумава, бандажи. Покажеме дека поголема е гумата од тебе. Не е многу поголема, со главата сум повисок. Има ланци вакви, да помага. Јаки бандажи. Не знам зашто, тоа мислам дека е за бензин. 6 куби има. Ома не знам што е, таму има на случај, од таму мислам дека се влага. Ајде екипа, сите заедно како војска идеме сега. Ајде брачко, Елче Гевара, ајде, команданте. Ајде, Елче Геварица. Прво место, каде што застануваме, е место за кафе. Тука произведуваат Растат кафе. Кубанско кафе е многу јако, многу добро, но понако вкус чоколадес. Сега ќе видиме се, но замислете, има толку малку производство заради се што се случува во државата и морате да увезуваат. А што е најако дека они уствари моментално увезуваат шеќер. Да, Куба увезува шеќер. А знаеш што е јако за камионов? Тоа е руска машина, што ја викаат руска лимузина, има кинески мотор, а не вози кубанец. Луѓето дома вака пржат кафе. Тука стават кафе, ги стават, доле има оган. Да. И брзо за пола сат 40. Ај врти дам дали е тешко? Не е тешко. Професионален кубански фармер за кафе. Мирише убаво на кафе. Ни стигна кафето, имаме американо за нас. Ја го пробам са кубанско кафе. Што е тоа, брат? Тоа го правиш кафето, а? Да. Деца, ако пијат кафе, што им расте? Опаш. Тоа не мислам дека е вистина. Адиос. Adiós. 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 Muchas gracias. Да видиме што имате такава тука. Што интересни слики на платно. Тоа некој дете ги цртало. Еве ви ананас. Кога расте, кога е малецко е црвено. А знаете ли дека на едно банана дрво расте само по едно банана снопче? Видиме што продаваат овие тука. Има, значи, чоколадо, карамела, се помешано со гуала, со ананас. И се од евро, 2 евра, 3 евра максимум. Често може да начекаш зелени дрва помешани со бамбус. Значи ова го нема секаде да правиш само. Комбинација страшна. Сега бидејќи на повисоко го има ова. И ова е ендемски вид за Куба, на зелено дрво. Стигнавме на паркингот у Гуајанара, од тука тргаме пешки на кај водопад. Тргнавме премен маркот за хајк, една патека, друга патека, колку луѓе има. Ние не сме познати по хајкање со групи, но ќе пробаме како е сега. Еве ви плантажа на кафе, за тие што не сте виделе како изгледа. А во Виетнам кога бевме на кафен плантажа, пиевме стварно многу добро кафе и едно од најпознатите и најскапи кафења кое се вика Копи Лувак. А лувак се вика бидејќи тоа е мало едно животно како ласица, мислам понашки, и ги јаде зрната од кафе и кога ги искака, луѓето ги собираат и од нив го прават кафето. Тоа е најдоброто, замислете. Какано кафе. Слушнете да го звукот. Могли. Дрвото има ваков плод. Не сум пробал, ако не знам дали се јаде ова, но... Да, она рече дека може да се јаде со лажица, толку мек. Дрвово е 180 години старо, гледа како е. Почнуваме патека во џунглата, одиме на кај водопадот. Ко слушам водопадот, тоа значи дека сме блиску. Хајде, блиску сме. На таа страна оди. Види сега ме снимаат, да докажат дека не е лесно. Јовановиќ од Ниш, да знаете само, го учи Марк како да биде бизнисмен. А еве ги водопадите. Мислам дека има уште водопади, не се овие главни.
Колкави бамбуси, луѓе. Гледате ги кај бамбуси се овие. Поголеми од Марк. Знаете што е најако? Што овде може да се начека боа, а јас се прпам од змии многу. Ми кажа дека имало 2-3 метра ме вика ова водичов што е, така да језиво малце. Еве го езерото. Видете какви бои има тука. Како изворите од Светинаум. Лепота. Ајде да видиме сега. Едо, џунгла, планина. Джунгла. Марк, џунгла или планина? Џунгла. Планина. Езеро или море? Марк? Море. Едо? Езеро. Езеро исто ја. Сади вода пат. Ој! Еј, Елена ги има како моите патики. Еве како изгледа кога беа нови. Еве ги како се стари. Најбољи патик. Најбољи икада. Еве за бањање. Многу си среќен, а? Умеѓу време облечени купачи, за секој случај да бидеме спремни. Ајде, бачко мали. Мали пачко. Dodo, please don't jump. No. Жена ми не дава да скокам, замисли, тамо е длабоко, не ми дава да скокам. Затоа што најопасното нешто да скокаш главата прво, најопасното нешто, молим те, не скокајте никаде така. Не ја слушате. Опасно е. Од дека е Читајте длабоко. колку ексиденти, колку Колку е длабоко? не е длабоко. Браво, бе. Има страф од длабоко. Да знаете, Марк се бањи у вода пат каде што е водата кочалодна. Сто% вредеше ова тука. Ајде, татин. Ајде, друштво, одиме уште малце ручек да најдеме. Кој е гладен? Ја. И јас сум гладен како волк и Марк е гладен, само Марк ќе јаде ли ќе цртал сега? Кажем, иако делува дека е жешко, не е толку влажно, е некако има чудна температура, да. Не се гушиш, не се замараш. Еве уште едно комбо што ви кажав, зимзелено дрво, палми и бамбуси таму. Страшно прекрасна флора. Еве, стигнавме до ресторанот. Ќе ве покажам сега каде ќе јадеме, гледајте погледот. Таму ќе седнеме, тука до реката. Стигнавме и тука е место за кампирање, замислете, значи има кампинг. Ова е наш домен. Ене ги таму шаторите, има и петлиња, а не пречекуваат. Ово Куба сме со коктел. Дури за Марк има коктел. Еј, а ова е некој друго пиво сега. Кристал екстра. Еве, јадење ни стигна. Еве, колку ножиња од пиле. После добар ручак, идеме сега го раздрваме стомакот повторно со рускиот монструм. Ајде, мишко, води! Ајде, луѓе, одиме. Се враќаме назад во хотел. Што е тоа? Каса партикулар се вика ствари на шпањолски. Конечно перевме алишта, платиме 10 евро за да не изборат алиштата. Вау! Ова за 10 дена направивме толку. Така сега испрани, не завршуваме уште со Тринидад, бидејќи по моментов сега чуваме на автобус да одиме на најдобрата плажа што стално ќе биде во овој регион. Ќе одиме во Кајо Бланко, сега се вика оваа плажа. И ќе одиме со катамаран. Времето не ни е денеска погодено, нема сонце. Од една страна е многу добро, бидејќи ќе можеме на раа да седиме без да се мачкаме со креми, да се криеме под сенка, ќе може да истражуваме, а по друга страна нема да ги гледаме убавите бои на морето. Стигнавме. Колку е ретро ова се. Порано овдека било невидно нешто, имало јахти, имало та јахти, не е помалина, глисери. Било главно за журка, сега е скромно. Имате мини дрилици, стари глисери. Еве и скутери за на вода. Забрането возење тука. Добро, вие се тренди кајаци. Саат и пол кидеме со катамаранот. Оно е ондека. Саат и пол нона. Овие, ако не сте знаеле, се викаат мангрови дрва. Вие дрва се дом на многу крокодили. Исто вакво имате и во Андамански острови. Сега да кажа што има крокодили, они обожаваат вакви работи. Така, мора папучите у рука да не го прилеме бродот. Yes. Еве го бродот, а еве го барот.
Овој дел буквално сега кој излагаме е како на Ки Ларго и Ки Уест на Флорида. Само што таму има крокодили, тука не знам дали има крокодили. Тука има сигурно. Не знам дали има, би требало да има. Сите овие мали острови вака што ги гледате околу Куба, Кајманските острови, Јамајка, биле познати места за пирати. Доаѓале, криеле злато, значи да, идеме на пиратски остров каде што може да најдеме злато. Како што стигаме, го прават мостот. На лице место, он го кова, ние да биеме тест. Кој ќе иде прв? Го тестира со прст. Ајде, бомбино. Heavy boy. Мини кокос. И колкава игуана. Ооо. Да, може да ги галиш. Ајде, видиме. Оди. Овие што му се на грбот се како да бидат пластични. Видиш, одма мижи. Стану како пластика. Не сум мераклија на гуштери, жаби, крокодили и змии. Еј, колку има, треба да пазиме да ги изгазнеме. Кај си, бачко? Види, полно. Тука има и пиво, да знаете, за без пари. Куче сгреси јас. Зар ќе јадеме јастози? Јасток немам виден од кога работев во Шкотска. Во Шкотска кога работевме јадевме јастози еднаш неделно. Мал карипски рај. Овдека ни е уклучено во цената да имаме лежалка. И да ви кажам, сум заспал на плажава. Еве го Марк што прави, гледате го каков замок. Ама нему е готов, има уште работа тука. Диносаур си ќе стаи тука. Да. Еве ни е нашата плажа. Убаво е се, искрено ви кажам, Јонско, Медитеран, Егејско море number 1. Или Гуриско. Идеме сега да каснеме малце, готов до ручекот, да видиме што ќе ни дадат. У ресторан лабаво се шета и игуана. Стигна јадењето и Jungle Tribe напаѓа. Да ви кажам како сме се најале. Орис, каламари, полно морков, кетчуп и се шинавме пиво пиење. Убава е? Да. Уште имаме 1 сат да пливаме, да исушиме. Ке се вратиме со бродот назад. Спремни? Завршено денот на плажа. Гледа таму, се е темно. Се надевам дека нема да не фати некоја карипска олуја. Грми? Ајде Марк, побрзо. Гледа го замокот. Корален замок. Да. Ајде да ми кажете сега во коментари, дали повеќе сакате море или езеро и која е најдобрата плажа каде што сте биле? Баш ме интересира. Терориста Марк, ајде бачко! Спремни да одиме и почне да врне, таман ќе ни измие столта. Ay, mi amor, hay ninguna de mi corazón. Стигнавме конечно, немаше не време, не фати дожд, али колку сме гладни луѓе. Ја не сум гладен. Не си гладен? Како не си гладен? Само на моркови си цел ден. Ајдеме да јадеме сега. Да ви кажам искрено, во Куба, сакале да верувале, сакале не, но ја има најдобрата пица и најдобрата паста. Ајде, лагајте дома. Друштво, го завршуваме ова видео тука. Наредно видео се гледаме од Варадеро во хотел со 5 звезди. Идеме таман да видиме што значи хотел со 5 звезди, односно ресорт, all inclusive, ќе видиме што ја се јаде, што се пие, кај се бањаме и се останато. Се гледаме наредно видео. Пис!